Сметам дека Македонија заслужи безусловен старт на преговори уште во периодот 2009-2011 година. Зошто? Затоа што уште тогаш всушност беше на ниво на подготвеност да започне преговори како сите претходни земји кои што започнаа преговори за членство во Унијата. Зошто беше важно во 2011 барем да се даде почеток на преговори за земјата? Заради тоа што оставањето на земјата да чека имаше и има влијание на незината мотивација да работи на европските интеграции, на европската агенда и особено влијае на административниот капацитет на земјата за подготовка за членство. Ова беа главните аргументи кои што Центарот за истражување и креирање политики и Европската иницијатива за стабилност во периодот 2009 и 2011 ги користеше во лобирање на европските институции да отпочнат, односно да дадат датум за преговори и покрај блокадата на Грција. Што успеавме да добиеме тогаш е само Higher Level Accession Dialogue. Овој диалог беше гледан како процес кој што можеше да ги премости преговорите, односно почетокот на преговорите, но искуството со Higher Level Accession Dialogue ни покажува дека истиот не ги заменува преговорите и тоа е значајна лекција за сите нас од експертската заедница заради тоа што научи дека патот кон почеток на преговори за ЕУ членство нема да ги замени исто така преговорите. Ова е особено значајно затоа што на 28 јуни Европскиот совет во заклучоците не ја задолжи Европската комисија да подготви, ја задолжи да ја подготви преговори, но не ја задолжи да подготви рамка за преговори, што е клучно за отпочнување на преговори и затоа треба објективно и со критика да ја гледаме на ова одлука на Европската Унија. Истата ја ценам дека е резултат на длабоката криза внатре политичката динамика во Унијата, како и претходните односи, како и претходните одлуки кои што комисијата советот ги имаше во однос на Македонија, беа израз на таа внатрешна политичка поделеност во Унијата. Она што е различно сега во однос на 2011 е подготвеноста на земјата да отпочне преговори и тука имам неколку аргументи. Првенствено ќе зборувам за законодавството. Имено ако во 2011 година кога го добивме хлад, Македонија беше забрефтана на патот кон Европската Унија и тоа одеше со суперсонична брзина. Денеска податоците ни покажуваат една сосема друга реалност. Во периодот 2006-2011, например, биле планирани 2879 прописи да бидат усвоени и транспонирани 3479 европски мерки, а усвоени се 2593. Тоа значи дека 87% од она што е планирано е спроведено. За разлика од тоа, и покрај хладот, во 2011 до 2017 имаме 683 планирани прописи да бидат усвоени, а се усвоиле 396, што значи дека остварувањето во однос на законодавството е паднато на 58%. Евидентно е намалувањето на бројот на усвоени прописи, тоа за 74%. Намалувањето на динамиката е за 6 пати во однос на законите, додека кај подзаконските акти е намалено за 7 пати. И вкупното намалување на динамиката за транспозиција на ЕУ мерките во националното законодавство во однос на претходниот период е намалено за 80%. Така што со овој предизвик се соочуваме во следната година за да се подготвиме за преговори. Второто прашање кое што многу влијае на ова првото е динамиката на превод на аки комунитер. За да можеме да го забрзаме процесот на усогласување и да испланираме транспозиција на европската регулатива во националното законодавство,
треба да се преведе АКИ, а и за да се почнат преговори, да ги создадеме нашите преговарачки позиции како држава, нам ни треба да го знаеме АКИ-то на македонски или другите службени јазици кои што се користат. Тоа ние не го правиме. Значи, досега од релевантното АКИ се преведени 2631 акт, а не се преведени до 2011 866 ЕУ акти. Од 2011 тоа представува 33% од вкупното АКИ до 2011. Од 2011 до 2017 ЕУ е динамична. Значи, создава ново АКИ, и со тоа се зголемува бројот на непреведени акти во Македонија на 45%. Значи, ние имаме половина од легислативата која што треба да се транспонира, скоро непреведена. И тоа е стартната позиција на овие преговори. Ние не знаеме за што ќе преговараме, за половина од тоа што треба да преговараме. Ова е индикатор дека сериозно заостануваме и дека не се истите позиции за почеток на преговори во однос на 2011 година. Второто прашање за кое што сакам да се осврнам се базите на податоци. Во моментов не постои функционална база на податоци за пристапниот процес во ниту една област, односно имаме неажурирани бази на податоци, како што ни е НПА, од 2013 не е ажурирана, и централната дата база за донаторска помош не е ажурирана од 2014 година. Технички не е недостапна базата за терминологија и на преведени акти. Зошто е ова значено? Заради тоа што ако сакате да стимулирате демократска дебата во која што ќе учествува и академска заедница, и медиуми, и невладин сектор, вие морате да ги ставите на располагање сите овие податоци кои што се битни за пристапната дебата. Тие ги немаме во моментов или не се ажурирани. Третото и многу значено прашање се однесува на кадарот. Кадарот и тоа во однос на административен капацитет на владата да се подготви за преговори, односно да направи преговарачки тимови. И тука главен аргумент ми е дека ние имаме огромен турновер, односно одлив на вработени во администрацијата, кои што се стручен кадар и кои што се обучени и можат да работат, кои што можат да се земат активно учество во преговорите за ЕУ. Тоа се главно оние кои што работат во секторот за европски прашања. Таму имаме огромен одлив, повеќе од 50% од луѓето си имаат заминато. Дури и во мисијата во Брисел, повеќе од 50% се вратиле, но не се вратиле да работат во секторот за европски прашања. Не постои никаква политика за задржување на кадар, ниту политика на брзо и ефикасно воведување на нововработените. Значи имаме нововработени кои што не се упатени до каде е статусот, нема никаква институционална меморија во секторот за европски прашања и мислам дека тоа особено ќе влие во однос на подготвеноста на земјата да почне преговори. Особено загрижува фактот што ИПА механизмот има најголем одлив, односно одлив на вработениот кадар, кој што е многу високо обучен. Продатоците покажуваат дека има 12,5% одлив на годишно ниво. Така што тоа многу ја чини државата и многу влијае на апсорбцијата на европски фондови, за да можете вие да ги спроведете сите реформи во рок од година дена за да се подготвите за преговори, како што ни дада задача, вие треба да бидете да можете да ги искористите средствата кои што ви се дадени од ИПА помошта, а тие не можат да се искористат доколку немаме конзистентност доколку немаме стручност и кадар во ИПА механизмот. Во однос на толкување, исто така имаме проблем со кадар, односно имаме 20 само акредитирани толкувачи од ЕУ, а за да почнат преговорите ни требаат 80, така што ќе треба да подготвиме и да акредитираме уште 60 толкувачи за една година. Не знам дали е тоа возможно.
проблематично е експертизата во однос на преговорите, со оглед на фактот што државата инвестираше во школарини на многу луѓе кои што завршија европски студии и кои што или никогаш не се вратија во земјата или се вратија, но никогаш не беа повикани да работат за владата. Мислам дека процесот на преговори многу ќе зависи од тоа дали имаме доволно луѓе да ангажираме во таа насока. Нашите проценки покажуваат дека ни се потребни околу 1500 луѓе за преговарањето. Ако ги земеме в предвид компаративно земено искуството од другите земји, да речеме во моментов преговара Црна Гора и има 1300 до 1400 луѓе ангажирано во овој процес. Ова се луѓе кои што можат да дојдат и од бизнис заедницата и од невладиниот сектор, но главно се административци. Со оглед на тоа што немаме политика на задржување на овој стручен кадар и одливот е огромен, го изгубивме моментот што го имавме во 2011. Многу од тие луѓе отидоа да бидат консултанти и да помагаат преговарачки процеси во други земји. Како меѓународни експерти сметам дека ќе се соочиме со предизвикот да немаме ни доволно стручни лица ангажирани во процесот на преговори. И конечно четвртиот аргумент што го имам е врзан со пазарот. Мислам дека EU Прогрес извештајот многу добро оценува дека пазарот и бизнисот нема да го издржат притисокот на конкуренцијата на EU и дека ова треба да биде најголемата грижа за владата, затоа што никој не знае ништо за EU во бизнис секторот и мислам дека се уште не се свесни бизнисите дека ќе треба или да бидат истиснати или пак затворени во скоро време со почетокот на преговорите и за членувањето во Унијата. Со неподготвена економија, судбината на земјата ќе биде иста и на народот, ќе биде иста како во Хрватска, Бугарија и Романија, каде што расте бруто домашниот производ, но исто така растат и трошоците за живот, а се намалува платежната моќ, односно сиромашува народот. Тоа покажува дека Джини индексот на неравноправност е во голем пораст во овие земји. И со оглед на тоа што немаме баш брилјантни резултати во економијата во последнава година, односно сме на рап на рецесија, сметам дека еден од главните приоритети за подготовка за преговори и пристапување кон EU треба да ни биде зајакнување на економијата.